Председател на владата, господин Димитар Ковачевски, почитуван заменик председател на Собранијата, почитуван началник на генерал-штабот, генерал-подполковник Васко Ѓурчиновски, почитувани присутни, почитувани пријатели. Единство и одлучност за мир, за безбедност. Тоа е пораката под која денеска сите заедно ја одбележуваме 3 годишнината од полноправното членство на Република Северна Македонија во НАТО алијансата. Нашата стратешка, надворешна политичка цел цели 3 денецении. Чекавме долго за да можеме да кажеме: ние сме НАТО, ние сме заедно и посилни, ние сме сојуз на 30 еднакви нации кои ги поврзуваат вредностите кои ги живееме. Вербата во принципите и правилата на сојузништво и одлучност дека за мирот, безбедноста и сигурноста на секоја педа НАТО територија и 1 милиарда луѓе во светот нема компромис. Во 3 децении исчекувања имавме и подеми и падови, но никогаш не се откажавме. И покрај теориите на заговор и различните конструкции обстоивме на најважното и не го изгубивме идентитетот. Денес не само што знаеме кои сме, туку припаѓаме и таму каде што ни е местото. Денес гордо велиме дека ние сме НАТО, затоа што знаевме да бидеме храбри, знаевме да донесеме вистински одлуки, кои на вистина беа донесени во вистинско време. За жал, во 2023 година, во 21. век, мораме да потврдиме дека еден дел од Европа не е во мир. Еден дел од Европа ги живее своите најмрачни делови, за кои и јас лично бев убедена дека се закопани длабоко во минатото. Но свежи се моите сеќавања од фотографиите, од невидените ужаси во Буча, бетонските остатоци кои некогаш биле детска градинка во Ирпин, потемнетите полузидови кои биле старечки домови во Киев. Тие покажуваат дека минатото по кое предизвикуваше страдање и болка е реинкарнирано во бура на која мора да и се спротиставиме, јасно и гласно. Од првиот момент Северна Македонија беше јасна. Одлучно и цврсто стоиме на ставот не за војна, не за страдања, не за невини жртви. Донесовме одлуки за помош и поддршка на суверена земја која прави се за да се одбрани од надворешната агресија. И тоа го направивме со разум и со цел да му помогнеме на народот кој сака да биде свој на своето, да го заштити сопствениот суверенитет на кој има полно право. Почитувани присутни, во изминатите 74 години НАТО се покажа како гарант на стабилноста во евроатланската област. И токму затоа, сите ние треба да вложуваме во развојот на алијансата, за да можеме заедно и колективно да ги одвраќаме и да се одбранитеме од заканите по безбедност на членките на алијансата. Ако погледнеме на нашата работа дома, нашата цел не беше само да ја внесеме армијата во НАТО, туку и НАТО во армијата, со опрема која секојдневно се менува, со процедурите и процесите кои се развиваат, со кадарот кој се усовршува, со условите за работа и стандардот кој го има секој професионален војник, секој армијски подофицер и офицер. А сето ова ќе беше невозможно без раст на буџетот на одбраната. И покрај сите економски и енергетски предизвици со кои се соочи владата и министрите од економските ресори, буџетот на одбраната расте. Согласно плановите, нашата земја ќе го достигне НАТО критериумот од 2% од бруто домашниот продуцот, алоциран за одбраната веќе следната година, додека вториот критериум за одвојување на 20% од одбранбениот буџет за опремување и модернизација веќе го надминавме, имајќи предвид дека во 2023 година 33% од буџетот е наменет токму за опремување. Тоа значи две нешта. Прво, дека припадниците на армијата, оние кои се секогаш и секаде први, оние кои имаат сила, волја и мотив да му помогнат на секој граѓанин на нашата татковина, заслужено ќе работат со нова, најсофистицирана модерна оправа. Второ,
Одвојувањето на 1/3 од одбранбениот буџет за опремување покажа дека Северна Македонија, најновата членка на НАТО алијансата, се модернизира и развива со забрзано темпо и дека после долги години неинвестирање во одбраната, денес сме чекор со нашите НАТО сојузници. Овие средства кои ги одвоиме од државниот буџет се заменети за нас, за нашата армија, за нашиот војник. Почитувани припадници на армијата, денес вие сте нашата гордост. Секој денар вложен во вас е влог во нашата иднина, во нашата држава. Така ќе биде и во иднина. На крајот, им благодарам на сите припадници на армијата кои се на мисии надвор од Македонија. Им благодарам и на цивилните и војните представници во седиштата на НАТО во Брисел, но и во командите и центрите на алијансата. Свој допринос имаат и првиот министер за одбрана и неговите следбеници, поранешните министри за одбрана, но и поранешните началници на генералштабот. Се разбира, поддршката и заложбите на граѓанскиот сектор се дел од овој успех. Благодарност и за посветеноста и пожртвуваноста на вработените во Министерството за одбрана и армијата. Заедно ќе постигнеме уште повеќе. Нека ни е честита 3 годишнината од членството во алијансата. Да живее армијата, да живее Македонија.